Дали знаете дека на 3 јули во Свети Наум доаѓа народ од секаде и сите носат по нешто? Но и Свети Наум бил издашен. Порано пред празникот манастирски луѓе оделе во поблиските и подалечните места да го канат населението да дојде на Панаѓур. Се канело со риби. Во секоја куќа и на секого што ќе го сретнеле се давало по една риба, велејки повели да дојдеш на Панаѓур. За канењето манастирот трошел по стотици риби. А на денот од Панаѓурот на дојдените им се давало и јадење. Секој земал од манастирското јадење за да добие благослов од Свети Наум. Марко Цепенков соопштува дека чојачко абаџиските занаети од Прилеп, а според други сознанија и во Крушево, за свој патрон го имале Свети Наум. Нив манастирот Свети Наум во старо време ги канел со риба за напоклонение на празникот. Бидејќи во тоа време еснавот бил во расцвет, оделе на поклонение мајсторите со калфите, дури и фамилијарно. Ако пак се случило да не отидат, му се испраќало парична помош на манастирот. Пишува Марко Цепенков. Дали знаете дека Свети Наум по враќањето во Македонија во 893 година се оддал на испоснички и монашки живот? Го изградил манастирот посветен на светите архангели Гаврил и Михаил на другата страна од Охридското езеро, на спротивната страна од манастирот Свети Пантелеймон, во кој служел, живеел и се подвизувал Свети Климент. Овој манастир е изграден во 895 година, а бил осветен од страна на Свети Климент. Во него Свети Наум го примил монашкиот чин. Манастирот денес го носи неговото име, а во манастирската црква се наоѓа и Наумовиот гроб.